Почитувани, владата денеска префрли 80 милиони денари или над 1 милион и 300 илјади евра на сметка на собранието, исклучиво за спроведување на кампањата за референдум. Со тоа, со ваши пари, пари од буџетот, ќе се закупува медиумски простор во кој ќе се нудат лажни пораки, врз лажни тези, лажна надеж која воопшто нема да биде во релација на референдумот. Најмалку 767,5 евра ќе бидат потрошени да ве уверат дека сега треба да се проголта капитулантскиот договор за да ни тргне економијата, да се подобри здравството, реформира образованието, подпомогне земјоделието. А вистината е поинаква. Во оваа кампања од 1.300.000 евра нема да слушнете дека со капитулантскиот договор се уништува македонскиот институционален идентитет, дека се брише атрибутот, придавката од сите институции. Во оваа прескапа кампања нема да слушнете за членот 8 од договорот, кој предвидува формирање на комисија помеѓу двете држави, Македонија и Грција, да се редивидира историја, археологијата, образованието. Во кампањата нема да ви кажат дека согласно капитулантскиот договор, Грција ќе има можноста да ја блокира интеграцијата во Европската Унија на секој иден чекор, доколку Македонија не се сложи на тоа дека сме народ без корен, држава без историја. Затоа денеска ВМРО ДПМН повторно ги повикува СДСМ и оние кои ќе ги трошат буџетските пари за кампања. Дали со договорот го губиме институционалниот идентитет, што е компонента на националниот идентитет, и дали со членот 8 од договорот предстои ревидирање на историјата, археологијата, културата, што е отворена врата за нова грчка блокада во секој момент на евентуалните преговори со Европската Унија. Зоран Заев и СДСМ сакаат да станеме народ без корен, држава без историја, народ без културно, историско и археолошко наследство, а младите да учат од некаков си хибриден образовен систем по желба на најпознатите антимакедонци кои живеат во соседството. Заев се согласи на распродажбата на националните и државните интереси со само една единствена причина – да го прикрие криминалот на картелот што го предводи. Ниту НАТО, ниту ЕУ во своите клубови не сакаат криминалци. Па затоа, пред капитулацијата на Заев, се нагласуваат и борбата со корупцијата, по која оваа власт е најпозната, се нагласува партизацијата на администрацијата што се спроведува, се нагласува судството и правниот систем во канџите на лидерот на картелот во улога на некаков реформатор. Почитувани, власта која со сите можни злоупотреби рекламира европски вредности и е должна да одговори на вистинските прашања кои се поставуваат пред вас. Пред се за содржината на капитулантскиот договор. Се друго е злоупотреба за манипулација и подкуп на вашето гласачко право. Ви благодарам.